И добре дојдовте на предавањето број 16 од ниво А2 на YouTube каналот Германски јазик онлайн. Ако сте нови на овој канал, кликнете subscribe за да не следите кога објавуваме нови видеа. Се снима по просек по едно видео неделно, а некојаш и по 2 видеа неделно. Ова предавање е релативно лесно, само треба да ја знаете основата од претходните предавања. Во ова видео ќе учиме за индиректните прашални реченици во германскиот јазик. А сега можеме да започнеме. Индиректе фраге-зетце или индиректни прашални реченици. Што ќе учиме во ова видео? На почеток за индиректни Ja-Nein-Fragen, потоа вториот тип за индиректни W-Fragen и за индиректе Welche Fragen. За почеток, да повториме за фраге-зетце или прашални реченици, нивната основа на кратко, што се надеваме дека веќе ја знаете. Die Frage-Sätze. Што се тоа прашални реченици? Прашалните реченици се реченици со кои прашуваме за нешто или некого. Тие завршуваат обично со прашалник. Какви типови на прашални реченици постојат во германскиот јазик? Првиот тип е Ja-Nein-Fragen или прашални реченици со одговор да или не. Од десната страна на табелата ќе видиме примери. Втор тип е W-Fragen или прашални реченици со прашален збор. И третиот тип се Welche Fragen или прашални реченици на избор. Например, како Ja-Nein-Fragen би кажале јадеш ли ти овошје? Можеме да одговориме со да или не. И втор пример, ги сакате ли своите деца? Како W-Fragen би кажале како се викаш или кој и се јави неа. И како Welche Fragen, кој телевизор им се допаѓа или која чанта би ја купил. Ова го кажуваме на кратко, но ако сакате подетално да повторите за прашалните реченици, можете да го гледате видеото за реченици и прашања од плейлистата на овој канал за ниво А1. Како се формира структурата на прашалните реченици? Тоа веќе знаеме дека редоследот зависи од типот на прашалната реченица. Тоа ќе го повториме заедно со видеото кога објаснуваме за индиректниот тип на прашалните реченици, за да ја споредиме разликата. Продолжуваме понатаму со вториот дел од ова видео. Индиректе фраге-зетце или индиректни прашални реченици. Што се тоа индиректни прашални реченици? Во германскиот јазик постојат директни и индиректни прашални реченици, односно директе и индиректе фраге. Индиректните реченици се тип на зависни реченици или Nebensätze, кои звучат пољубезно или поучтиво. Nebensätze се надеваме дека веќе знаете што се. Кога се користат индиректните прашални реченици? Се користат најчесто кога сакаме да прашаме нешто на пољубезен начин. Или кога повторуваме некое прашање. Какви типови на индиректни прашални реченици постојат? Многу лесно, постојат истите типови како кај класичните прашални реченици, но нивното формирање е малку поразлично. Односно, индиректе фраге-зетце постојат како индиректе Ja-Nein-Fragen,
Втор тип indirekte V-fragen и трет тип indirekte welche fragen. Продолжуваме понатаму. Ако ви се допаѓаат овој тип на видеа, кликнете лайк за да ни дадете поддршка и мотивација да снимаме почесто. Како се формираат индиректните прашални реченици? Во нив се прашува нешто без директно поставување на прашање. Индиректните прашални реченици се формираат со спој на главна, односно Hauptsatz и зависна или Nebensatz реченица. Главната реченица, која стои на почеток, користи одредени фрази, кои ќе ги споменеме во следните минути. А зависната реченица, важно е да се напомене дека не секогаш завршува со прашалник. Исто и тоа ќе го објаснеме зошто е така. Подетално за главни и зависни реченици можете да повторите во видеото за сврзници во германскиот јазик, кој можете да го најдите во плейлистата за ниво А2. Да видиме еден пример каде од левата страна на табелата ќе имаме директна реченица, а од десната страна истата реченица ќе ја претвориме во индиректна. Was ist dein Problem? Кој е твојот проблем? Во оваа реченица директно поставуваме прашање на некого. Како индиректна би било Ich habe vergessen, was dein Problem ist. Имам заборавено, кој е твојот проблем? Во оваа реченица немаме прашалник на крајот на реченицата. Продолжуваме понатаму. Веќе кажавме дека главниот тип на реченици во индиректните прашални реченици содржат одредени фрази. Какви фрази користат да прочитаме некој од нив? И од левата и од десната страна ќе имаме фрази кои користат. Например, Ich möchte wissen. Би сакал да знам. Или Ich will fragen. Сакам да прашам. Ich weiß nicht. Јас не знам. Wissen Sie. Знаете ли? Kannst du mir sagen. Можеш ли да ми кажеш? Könnten Sie mir sagen. Можете ли да ми кажете? Ich habe vergessen, имам заборавено. Ich wüsste gern, радо би знаел за. Sag mir bitte, кажи ми те молам. Mich interessiert, ме интересира мене. Ich habe gefragt, јас прашав за. Ich verstehe nicht, јас не разбирам. Значи, овие фрази се користат како главна реченица и после секоја од овие фрази имаме уште еден тип на реченица, односно зависна. Ќе видиме примери понатаму. Еве еден пример за индиректно прашање. Ich weiß nicht, wann Zeit hat. Јас не знам кога тој време има. Од левата страна, пред запирката, ни стои фразата на главната реченица, а од десната страна ни стои зависната реченица. Како што знаеме од предавањето за сврзници дека зависните реченици го имаат глаголот на крајот на реченицата. Во оваа реченица глаголот haben. Одиме понатаму. Уште едно правило во граматиката на овие реченици е тоа дека зависната реченица или Nebensatz, зошто некогаш не завршува со прашалник. Од што зависи тоа?
Обично зависната реченица завршува со точка, а не со прашалник. Зависната реченица завршува со прашалник само во случаевите кога главната реченица е прашална. Како ќе знаеме дека главната реченица е од прашален тип? Многу лесно, ако глаголот стои на позиција 1, главната реченица ќе биде прашална. Ако глаголот стои на позиција 2, главната реченица не е прашална. Да видиме примери. Wissen Sie, wann der Zug abfährt? Знаете ли кога возот тргнува? Првата реченица е главна реченица, втората е зависна. Забележуваме дека главната реченица започнува со глаголот wissen, според тоа е прашална реченица, па зависната реченица ќе ни заврши со прашалник. Да видиме пример каде што зависната не завршува со прашалник. Niemand weiß, warum so viele Leute warten. Никој не знае зошто толку многу луѓе чекаат. Во оваа реченица имаме глагол кој не стои на прво место, глаголот wissen исто, и според тоа зависната реченица завршува со точка. Кога ја кажавме основата за индиректните прашални реченици, сега ќе објасниме за секој тип посебно. Прво за ja nein indirekte Fragesätze или да не индиректни прашални реченици. За да можеме да направиме споредба од класичните ja nein Fragen, прво да објасниме што се тоа класични ja nein Fragen. Тоа се тип на прашални реченици на кои одговорот им е да или не. Како се формираат ja nein Fragen? Ова веќе го знаеме уште од основата на предавањата за A1 ниво, но да повториме. Од расказна реченица, подметот и глаголот ги променуваат местата. Глаголот стои на прво место во реченицата и е конјугиран по лице и број, исто како во македонскиот јазик. Ова можете подетално да го повторите во предавањето за реченици и прашања од ниво A1. Продолжуваме понатаму. Од левата страна на табелата ќе имаме една расказна реченица, а од десната страна истата реченица ќе претвориме во да не прашална реченица. Wir fragen etwas immer. Ние прашуваме нешто секогаш. Како прашална би била fragen wir etwas immer? Прашуваме ли ние нешто секогаш? Значи, подметот и глаголот ги променале местата. Ова веќе го знаеме. Која е разликата меѓу ja nein Fragen и индиректе ja nein Fragen? Ова е нешто што не го знаеме. Индиректните ja nein Fragen се формираат со главна плюс зависна реченица. За главни и зависни реченици, како што кажавме, може и да повторите од видеото за сврзници во германскиот јазик. Поточно во првиот дел од предавањето. Да видиме пример. Од левата страна имаме прашална реченица, од десната страна имаме индиректна прашална реченица од типот на ja nein. Fragen wir etwas immer, веќе ја прочитавме. Како индиректна реченица би ја кажале Ich weiß nicht, ob wir etwas immer fragen. Јас не знам дали ние нешто секогаш прашуваме. Дали забележувате дека од левата страна ја имаме фразата на главната реченица, односно Ich weiß nicht, а од десната страна имаме зависна реченица, каде глаголот стои на последно место. Сега ќе објасниме подетално.
Како се формира индиректте Јанајн-фраген? Се формира со помош на главна и зависна реченица, користејќи ги правилата за нивно формирање. Главната реченица знаеме дека користи некоја фраза, а зависната реченица во овој тип на прашални индиректни реченици го користи сврзникот об или на македонски во превод дали. Да видиме пример, од левата страна ќе имаме прашална реченица, класична, Јанајн, а од десната страна индиректна Јанајн. Ист Том пица. Јаде ли Том пица? Како индиректна би кажале ich möchte fragen ob Tom Pizza isst. Би сакал да прашам дали Том пица јаде. Во оваа реченица имаме точка на крајот на реченицата, веќе кажавме зошто. Втор пример, lernst du Deutsch, учиш ли ти германски јазик? Како индиректна би ја кажале wir wissen nicht ob du Deutsch lernst. Ние не знаеме дали ти германски учиш. И трет пример, hat sie uns gesehen. Не има ли видено таа нас? Ich habe keine Ahnung ob sie uns gesehen hat. Немам идеја дали таа нас не има видено. Ова е малку посложен тип, односно зборуваме во минато време, но ако ги знаеме правилата за формирање на главна и за зависна реченица и правилата за минато време во германскиот јазик, многу лесно ќе ја формираме само со користење на сврзникот об. Продолжуваме понатаму. Вториот тип на индиректни прашални реченици се прашалните реченици со прашален збор, односно ве индиректе фрагезетце. Да видиме што ќе научиме за нив. Прво да повториме што се тоа ве фраген. Ве фраген се прашални зборови или реченици кои започнуваат на буквата ве и се користат во прашалните реченици. Како се формираат ве фраген? Веќе знаеме дека тие се формираат по обратен редослед од расказните реченици во германскиот јазик, односно исто како во македонскиот јазик. Глаголот секогаш стои на второ место во реченицата и е, како што знаеме, конјугиран по лице и број, како во македонскиот јазик. Од левата страна на табелата ќе имаме расказна реченица, од десната страна истата реченица ќе ја претвориме во прашална од типот на ве фраген. Mein Essen ist hier. Моето јадење е тука. Како прашална би била Wo ist mein Essen? Каде е моето јадење? И во оваа реченица го користиме прашалното зборче во. Која е разликата меѓу класична ве фраген и индиректна ве фраген? Исто како во другите типови, индиректните се користат со формирање на главна плюс зависна реченица. Например, од левата страна на табелата ќе имаме класична прашална реченица од типот на ве фраген, а од десната страна ќе ја претвориме во индиректна. Wo ist mein Essen? Веќе ја прочитавме. Како индиректна би ја кажале Niemand weiß wo mein Essen ist. Никој не знае каде моето јадење е. Во оваа реченица се користат истите правила, односно како главна е Niemand weiß, а како зависна во mein Essen ist и глаголот sein стои на крај на реченицата, а прашалниот збор во на почеток на зависната реченица. Да објасниме подетално. Како се формира индиректте ве фраген?
се формира со помош на главна и зависна реченица, користејќи ги правилата за нивно формирање. Главната реченица исто користи некоја фраза, но разликата од Jana-in-Fragen е тоа што V-фраге си останува V-фраге, но се променува во Nebensaц или во зависна реченица. Да видиме како. Од левата страна имаме класична V-фраген, а од десната страна индиректна. Во ist hier der Laden, каде е овде продавницата. Können Sie mir sagen, wo hier der Laden ist? Можете ли да ми кажете каде тука продавницата е? Во овој тип на реченици немаме додавање на сврзник како во Jana-in-Fragen, каде додававме сврзникот дали, односно об. Втора реченица, Warum müssen wir alle Deutsch lernen? Зошто мораме ние сите германски да учиме? Како индиректна би ја прочитале Weißt du, warum wir alle Deutsch lernen müssen? Знаеш ли зошто ние сите германски да учиме мораме? И трет пример, woher haben Sie die Idee? Од каде ја имате идејата? Ich würde wissen, woher Sie die Idee haben. Би сакал да знам од каде вие идејата ја имате. Значи, формирањето на овој тип на реченици не е тежок, ако ја знаете основата за главни и зависни реченици. И третиот, односно последниот тип е welche indirekte Fragesätze или индиректни прашални реченици на избор. Што се тоа welche Fragen, кога се користат и која е разликата од V-Fragen? Ова веќе го знаеме, но да повториме на кратко. Welche Fragen се прашања на избор, односно со користење на зборовите кој, која, кое, кои и така натаму. Се користат кога треба да најдеме прашален збор за работи од некоја група, например алишта, датуми, предмети и слично, што треба да избериме. Welche Fragen не се користат кога прашуваме за личности. Во тој случај се прашува со прашањето со прашален збор. Wer од V-Fragen типот на реченици. Подетално за ова можете да повторите од видеото за дополнителна граматика за ниво A1, поточно во вториот дел од предавањето. Да видиме примери, од левата страна на табелата ќе имаме расказна реченица, од десната страна прашална. Meine Jacke ist modern. Мојата јакна е модерна. Како прашална реченица од типот на welche, би кажале welche Jacke ist modern. Која јакна е модерна. Е сега како се формира индиректен тип на овие прашални реченици. Многу лесно, на ист начин како индиректните V-Fragen, но прашалниот збор е од групата welche. Например, прашалната реченица welche Jacke ist modern, како индиректна би ја кажале Ich verstehe nicht, welche Jacke modern ist. Јас не разбирам која јакна модерна е. Многу лесно ја формираме оваа реченица со додавање на фразата Ich verstehe nicht или било која друга фраза, која потребно е само да сте креативни. За крај, да прочитаме некои примери, ќе направиме мала вежба и завршуваме со ова видео. Sag mir bitte, wo du gestern warst. Кажи ми те молам, каде ти вчера беше? Könnten Sie mir sagen, was Sie hier in meinem Haus suchen? Можете ли да ми кажете
Што вие тука во мојата куќа барате? Трет пример, weißt du, wann ich meinen Termin habe? Знаеш ли кога јас мојот термин го имам? Mich interessiert, ob du Fleisch magst. Ме интересира дали ти месо обожаваш. Meine Tochter möchte wissen, welche Lehrfach du willst. Мојата ќерка сака да знае кој наставен предмет ти го сакаш. И за крај да направиме вежба, да видиме што сте запамтиле. Обидете се следната реченица да ја претворите во индиректна. Liebst du mich? Ме сакаш ли мене? Ich weiß nicht, ob du mich liebst. Јас не знам дали ти мене ме сакаш. Втора вежба. Habt ihr Geld? Имате ли вие пари? Ова е директно прашање, како би го претвориле во индиректно. Само користете некоја фраза, бидете креативни. Wir wollten wissen, ob ihr Geld habt. Ние би сакале да знаеме дали вие пари имате. Трета вежба. Реченицата wie heißt du, како се викаш ти. Ich habe vergessen, wie du heißt. Имам заборавено како се викаш ти. И последна реченица, која треба да ја претворите во индиректна, е wie viel kostet das Zimmer pro Nacht? Колку кошта собата по ноќ? Können Sie mir sagen, wie viel das Zimmer pro Nacht kostet? Можете ли да ми кажете колку собата за една ноќ кошта? Се надеваме дека со ова видео сте за чекор понапред во изучувањето на германскиот јазик. Ако е така, кликнете лайк и следете не на YouTube и Instagram.